Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се презвитер Ивица Тодоров, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, дел од движењето До дома. Добре дојде. Благодарам, Љупчо, на поканата. Томче Ширков, член на председателството на Родина, македонски активист. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Тема на денешната емисија е Сенародниот собир на МПЦО против новите закони за родова еднаквост и матична евиденција. Предлагам, како интро, да го погледнеме токму интегралното обраќање и повикот на Светиот архиерејски синод на МПЦО со секако изјавата на неговото преосвештенство архиепископ Блаженство архиепископот господин Стефан. Предлагам да го видиме видеото како интро за разговорот што следува. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија ве повикува на сенароден собир против законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Возлюбени, секој од нас, но и сите заедно имаме света должност. Она што сме го примиле и наследиле од нашите предци, и како посебност, и како се човечко наследство и предание, да го продолжиме и да им го оставиме на поколенијата по нас. Со тоа го чуваме не само минатото, туку обезбедуваме и иднина како припадници и на својот народ и на општочовечката заедница. Бранејќи ги и чувајќи ги достоинствено тие придобивки, ќе ги исполниме своите обврски и кон Бога и кон својот род. Четврток, 29 јуни во 18 часот, пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Имаме должност. Отец Ивица, зборуваме за сенароден собир на МПЦО, после подолго време се организира вакво нешто. Кои се причините за ова? Јас мислам дека воопшто никогаш не се ни организирал ваков тип на протест. Так. Да, лити, средби, но протест не, и кога веќе дојдовме до тој момент да правиме протест, значи причината е многу сериозна. Штом сиот Свет синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија застана позади овој протест и ги повика сите своји верни чеда, како членовите на црквата, така и сите граѓани на нашата Македонија, да реагираме против предлог законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Зошто да реагираме против? Затоа што со овие два предлога сериозно се нарушува, значи дури јас може да кажам корено се разрушува, суштински се разрушува она што ние го разбираме како традиција, како вековно животно искуство, како тоа што е пол, што е род, што е машко, што е женско, што е брак, што е семејство, како до здраво потомство, како до здрав народ, прогресивен и така натаму. Значи, особено со воведување на предлог закон за родова еднаквост, во кој се внесува родот, онака како што тоа го разбира родовата идеологија, значи тие по род подразбираат, еве јас ќе прочитам тука за да не се случи да говорам нешто од себе, значи како што пишува во предлог законот. Значи, тие вака го дефинирале родот. Родовиот идентитет се однесува на внатрешното индивидуално доживување на собствениот род, што секое лице длабоко го чувствува за себе, што може и не мора да содействува на полот што му е определен при раѓање, како и личното доживување на собственото тело и поинакво изразување на родот, вклучително име, облека, говор, манири и така натаму. Сега, што тоа значи во реалност? Во реалност значи вака. Некоја индивидуа од машки пол може себе си, значи да се доживува како жена,
може себе си да се доживува нешто различно од маж и жена, може би себе си да се доживува како нешто од анималниот свет, може би себе си да се доживува како нешто од вегетативниот свет, може себе си да се доживува како нешто апстрактно, умислено или само себе изфантазирано и создадено во самиот ум. Значи, под род, и затоа и во предлог законот за родова еднаквост не се дефинирани колку рода има. Значи, по логиката на оваа идеологија, секој човек може во конкретната реалност во која живееме, себе субјективно да се доживее како што сака, и сега тоа свое доживување, тоа е она што тие го подразбират под род, джендер, и сега тоа негово доживување, како што тој себе се доживува, или таа, или тоа, или тој идентитет, или таа индивидуа, не е битно, има тука многу термини, и сега тоа субјективно, лично доживување, државата треба да го прифати, да го озакони, преку законот за матична евиденција, тој е негов род да биде запишан во личната карта, при што, кога се чита сериозно законот за родова еднаквост, се гледа дека има еден куп плејада закони преку законот за антидискриминација, кои треба овие луѓе кои што се доживуваат вака како што се доживуваат, да бидат заштитени од останатиот дел од општеството. Сега, зошто е тоа така? Затоа што како што ние гледаме, а тоа веќе на Запад реално се случува, и тоа со сериозни реакции на многу сериозни луѓе кои ја увидуваат целата оваа промашеност на родовата идеологија и реагираат во однос на тоа. Сега, кога во една реалност, наша, секојдневна реалност, ќе се појавуваат луѓе кои ќе се доживуваат така како што се доживуваат, ние останатите, кои ја прифаќаме реалноста таква како што е, кои ја прифаќаме традицијата таква како што е, кои ја прифаќаме вистината за тоа што е пол, што е род, што е брак, што е семејство и така натаму, треба сега ние да бидеме поставени во таа ситуација да ја прифаќаме таа нивна субјективност и умисленост како нешто објективно, со сите последици за останатиот дел на општеството. Особено, јас се надевам дека во останатиот дел на емисијата, особено ќе преговориме за тоа, кои се последици, пошто тука е најсериозниот момент. Уште овој момент, во членот 23 во точката 5, кај што се говори за активностите на Комисијата за родова еднаквост во Собранието. Внимавајте што пишува. Се покренуваат иницијативи и се промовираат активности за општествени и културни промени со цел искоренување на предрасудите, стереотипите, обичаите, традициите и сите други штетни практики во остварување на родовата еднаквост. Што тоа значи? Дека полека, значи преку озаконување на овој закон, полека, но сигурно преку оваа идеологија ќе се разрушува реалноста на нашата традиција, реалноста на животното и људогодишно искуство на човештвото, самата македонска традиција, самите нешта што ние сме ги изградиле низ вековите. Сите тие нешта, они ги доживуваат како предрасуди и стереотипи, и сиот тој реален пристап на животот, ние ќе бидеме принудени по логиката на овој предлог закон да го минуваме. Затоа што ако не го минуваме, сето тоа ќе биде разбрано како дискриминација на оние што се чувствуваат така како што сака да се чувствуваат, а тоа го законува државата. Томче, долги години го истражувате овој терен. Дали всушност станува збор за полова еднаквост, или односно родова еднаквост, дали станува збор за еднаквост или сепак целата е малку поинаква за скривање на нешто можеби? Да, целата е многу поинаква, не малку. Фактички станува збор за скривање, па ако е можно и поништување, губење на самото поимање на разликата помеѓу пол и род. И кога станува збор конкретно, овие закони, да речеме оваа групација луѓе заговараат родова еднаквост.
Меѓутоа, внимавајте, не може да постои родова еднаква затоа што еве да земеме само жената, бидејќи тие сметаат тоа е веќе импутација, наметнуваат еден вид на наметнување дека жената е загрозена, жената нема права, жената треба пошироки права и така натаму. Затоа ќе ја земам за пример жената. Ние не можеме да зборуваме ни за еднаквост помеѓу жени. Вие имате, например, чисто физички, жена висока 1,60 м и жена висока 1,90 м. Имате жена тешка 40 кг и жена тешка 90 кг. Имате жена што може да подигне 5 кг и жена што може да подигне 100 кг. И затоа не можеме да стане збор, еве ако сакате интелектуално. Има жена која што има IQ 90, има жена која што има IQ 140, има жена која што работи чистачка, не знам, чува овци, има жена која што е космонаут. Значи, за еднаквост не може да стане збор ни кај женскиот пол, а камоли да споредиме маж и жена. Значи, колку и да се труди жената, не може да постигне агилноста и физичката сила и спремност на мажот. Колку и да се труди жената, не може, например, во некој спорт, еве во кошарка, да постигне резултати или во пливање како мажот. А за разлика од тоа, колку и да се труди мажот, не може да постигне интуитивноста, сензуалноста на жената. Зошто се вика мајчински инстинкт? Зошто се вика женска интуиција? Мажот тоа колку и да се труди не може да го постигне. И затоа станува збор, тоа многу паметни луѓе и многу одамна е тоа, мислам дека уште пред 2 века се некој, а пред 1 век сигурно во 20 век е донесени низа цела палета на одлуки меѓународни и така натаму со кои што станува збор за рамноправност меѓу половите. Значи треба да бидат рамноправни, односно да имаат рамни права, а не може да бидат еднакви. И сега тука кога доаѓаме кај рамноправноста, многу интересен момент е дека тие велат да, рамноправни, ама црквата им забранува рамноправност, црквата угнетува жената и така натаму, што е тотален спин и тотална невистина, затоа што ова го знаат голем број од гледачите, меѓутоа не е лошо да го повториме. Црквата е првата, односно конкретно Христос, нашиот Господ Бог Христос, прв ја има воведено рамноправноста помеѓу мажот и жената. До тогаш владеер во владетелско општество жената се смета за крајно подчинета, малте на еден вид роб. Христос лично ја поистоветува жената и мажот. А подоцна светите ги поставува равноправен однос и пред Бога и во општеството. Ете така. И подоцна апостолите, а подоцна и светите оци го одигруваат клучниот дел за да жената постане рамноправна во општеството. И да речеме во во среден мрачен век вие имате например малку подоцна 15-16 век имате свети оци кои што упорно инсистирале дека мажот и жената се рамноправни. И кога, например, конкретно мислам Серафим Саровски, кога го прашуваат зошто е жената од реброто, на јавна проповед, тој објаснува жената е од реброто за да биде секој пат поред мажот, зашто е еднаква со него во смисол на рамноправност. Не е вика од стапалото за да не ја гази мажот. Меѓутоа не е ни од главата за да му биде глава на мажот. Него е од реброто, од неговата средина, од неговата целоисходност за да биде еднаква со него. Во тој смисол е еднаквост. Значи во смисол на рамноправност. Меѓутоа, за жал, сега се оди на тоа дека тоа е еден вид на современо богоборство. Класично богоборство, тоа го викаат антитеизам, меѓутоа антитеизам е збор кој што е тешко разбрали за нашиот широк аудиториум. Затоа да објасниме, тоа е класично богоборство, нив им смета се што е поврзано со традиција, со црква, со Библија, со Евангелие и точно затоа се оди на тоа крајно да е лукаво, меѓутоа и безобразно подло импутирање дека црквата е таа која што ги оневозможува правата и рамноправноста на жената. Чисто сакав малце ова да се попрецизира. Дека е сосема спротивно и прават класичен спин од целата ситуација како фактички стојат работите. Јас мислам дека како на дополнување, значи кога се отвара прашањето за родова еднаквост, значи во овој предлог закон и во контекст на родовата идеологија, значи под родова еднаквост не се подразбира рамноправноста помеѓу машкиот и женскиот род или рамноправноста пред законот помеѓу машкиот и женскиот пол.
Затоа што со моменталниот закон за рамноправност помеѓу мажите и жените, оваа проблематика во нашата држава е апсолутно добро решена. Значи, под родова еднаквост и кога тие велат дека дека ќе се залага за родова еднаквост, тие подразбира дека пред законот, пред државата ќе бидат еднакви и оние што традиционално по логиката на природата и здравиот разум се чувствуваат како маж, имаат машки род, и личности кои што се чувствуваат како жена, имаат женски пол. Сега заедно со овие објективно поставени идентитети, рамноправни со нив, односно еднакви со нив пред државата ќе бидат сите оние останати кои што ќе имат субјективно лично доживување за својот род. Под род не се подразбира, како што реков, машки или женски пол и род, како што ние тоа го знаеме. Затоа и тие многу подло го употребуваат овој термин род. И кога јас често говорам, и вчера баш со Томче во едно друштво говоревме за овој контекст, кога, например, ние говориме закон за родова еднаквост, 99,99% од тие што не слушаат, подразбираат, во нивниот ум е така исконструирано тоа, дека се работи за еднаквост помеѓу машкиот и женскиот род, или машкиот и женскиот пол. Не, во овој закон воопшто не се работи за еднаквост, односно рамноправноста, еднаквоста на машкиот пол и род пред законите. Туку се работи, уште еднаш повторувам, за тоа дека заедно со оние што се чувствуваат како мажи и жени, еднакви пред законот ќе бидат сите оние што ќе имат своје субјективно доживување за себе си, за својот род. Како тие сами се доживуваат себе си. Значи, за оваа проблематика имаме многу сериозни студии, особено од Запад, затоа што на Запад е крајно активна оваа идеологија, но на овие наши простори, малце популарно, како да кажам, неколку невладини организации, како се коалиција за заштита на децата, така беше? Да. Значи, во неколку градови на нашата Македонија го проектират филмот од Мед Волш "Што е жена?". Значи, човекот изфрустриран од таа родова идеологија во Соединетите Американски држави, го отвара прашањето што е жена и прави документарец. И во тој документарец пластично, многу јасно, многу длабоко. Најгледаниот документарец во моментов во светот, милиарди. Значи, таму се сериозно дадени одговорите за сите проблеми што во реалниот живот ги отвара оваа родова идеологија. И не случајно, веќе завршам ова со она што сакаше да го подвлече архиепископот, затоа што неколку пати го кажа тоа. Значи, од суштинска важност за нас како човештво, како представнички на човештвото, како христијани, како членови на црквата, како македонци, како представници на македонската традиција, да го зачуваме оно што сме го примиле, да го усовршиме и уште посовршено, уште поблагословено да го пратиме како порака на следните генерации. А тоа е вистинско разбирање за тоа што е пол, машки пол, женски пол, вистинско разбирање и учествување во тајната на бракот, затоа што суштинското разбирање на бракот е најбитен темел за здравоста на едно општество, на една држава. Кај што има слаби брачни заедници или нема брачни заедници, тоа општество и таа држава веќе сериозно си го поставува прашањето за својата иднина. Кај што има сериозен брак, таму има здрави семејства, здраво потомство. Кај што има сериозен брак, здраво семејство, таму имаме здрава црковна заедница, здраво општество, морални, функционални личности кои го подигаат нивото на општеството и на духовен план, и на економски план, и на културен план, и на секој друг план. И така, тоа што сме го примели од претходните генерации, го усовршуваме и уште поблагословено го праќаме во иднината. Но, само ако го сочуваме тоа што е вистина, што е реалност, и што се објективни нешта кои животот го прават таков како што е, да има смисла и да биде жив. Не бадијала хаштагот на Собирот имаме должност. Да, имаме должност, да. Томче, дали си игра на една карта, позната карта, се вика забуна, нешто што луѓето, како што кажа и
отец Ивица, не го разбираат. Што всушност е пол, а што е род во природните науки, а што во општествените? Значи, најпрво да почнеме со природните науки. Род се подразбира најдобра и наједноставна дефиницијата на Карл фон Лине, кој што вели дека род е групација од единки, најчесто слични или многу слични или исти единки кои што живеат во ист хабитус. Значи, општат помеѓу себе, се размножуваат и така натаму. Да биде поблиску до гледачите, вие имате, например, род на кучиња или род лупус, и во него имате вид волк, вид домашно куче, вид којот и така натаму, и тие живеат општат меѓу себе, и подоцна се развиваат од нив видови, од видовите имате вариетети, субспецији и така натаму, и конкретен пример, еве имате кучето кој што живее на шарпланина, тоа е шарпланинско куче, подоцна станал шарпланинец, тоа е род на кучиња. И кај човекот е малце по-комплицирано, значи ова е многу битно дека од самиот род, подоцна Карл Лине ја извел и така наречената бинарна номенклатура, за да се знае точно кој животно каде припаѓа, и се применува и во флора и во фауна, и кај растенијата во ботаниката исто така, и тоа е фактички вовед во биологијата, основа на биологијата и систематизацијата. И подоцна малце се искомплицирала работата кај луѓето, односно луѓето бидејќи се мешале меѓу себе од разни раси, од разни ови, затоа не можел да се запази толку чист родот. Меѓутоа, кај луѓето со развојот на народот, бидејќи само добро е тој среќа што македонскиот јазик има таква жива, се уште жива етимологија, и се ние ќе кажеме кога ќе се народи родот, станува народ. И значи со народувањето на родот се развил народ. И ден денеска ние имаме, например, во случај во македонскиот јазик, например, и старите наши така најчесто приживаат чивсите од кој род си? И ти ќе кажеш, јас сум од родот на Петковци, на Митревци, на тој на овој. Или, например, подоцна има и поголеми родови, како, например, род Мијаци, род Струмјани, род овој оној. И тоа се подразбира во природните науки што е род. Меѓутоа, нема никаква врска со секс. Нити со сексуална доживување, со сексуални определби и така натаму. Значи, тоа е група, биолошка, жива група и номенклатура, односно принцип на класификација. Во општествените науки е интересно тоа што, например, имате исто така, меѓутоа битно е да се назначи дека и во општествените науки нема никаква врска со секс, и во општествениот живот нема никаква врска со сексуално чувство, сензационализам, ништо од тоа. Значи, станува збор за конкретно поимање на нештата, и овдека се двополови нештата. Значи, вие имате, например, не знам, да земеме пример од економијата. Имате униполарен договор и двополарен, односно двопартитен договор, кај што две странки има. Или, например, да земете случај во меѓународното право. Имате некоја конференција се одржува и таму учествувале дали е тоа еднополарна или биполарна средба. Сега немате мултиполарна, имате мултилатерална, што значи двополови. Меѓутоа и во општествените науки станува збор за припадност на одредена групација. Нема никаква врска со секс и така натаму. И важно е да се каже дека и во граматиката, кој имате родови, најчесто тоа се злоупотребува, дека еве во граматиката нешто, например, може да е од среден род, може да е меѓутоа не во сите јазици. Тоа е битно да се назначи дека поголем број на јазици имаат машки род, поготово арапски, турски, тие големи, например, во Индија, голем број јазици, милиарда луѓе, зборуваат јазици кои што имаат само еден род. Така да многу погрешно е, бидејќи цела ова комбинаторика со родови потекнува од граматиката. Меѓутоа, првичното, основно, номинално значење и во биологијата, и во природните науки, и во општествените е дека родот нема врска со сексуалност, сензуалност и така натаму, дека тоа е класична класификација, припадност кон одредена група, и најдобро тоа се осеќа во словенските јазици, во македонските, затоа што и неслучајно е избрано тоа така, бидејќи самиот збор род е многу приемчив за словените, за сите словени, и не случајно за македонците. Бидејќи вие на еден шпанец, на еден германец, не знам, ако му кажете ген, он подразбира ген чисто само овој ген што се пренесува преку митохондриите, преку ДНК. Ама кога ќе кажете вие род, тука се подразбира на многу подлабоко нешто. Еве конкретно, например, нашите револуционери војводите имале кокарда. На кокардата пишува заслуги
за поробената родина. Имате, например, припадност кон кој род. Тој од тој род, во војската имате род и така натаму. Конкретно Македонската револуционерна организација МРО има на својот печат за ослободување на поробената родина. И тој збор со род, родина му е многу близок на македонскиот народ. И затоа не случајно е тука родова, ова нешто нас не е познато, тој тука да се протне нешто што нема никаква врска со род и припадност на одредена група. Значи, тоа е социјален конструкт. Значи, самите они идеолозите, пошто има неколкумина така идеолози, повеќе мина се психолози и психијатри, но можеби она лично што ја формирала ова идеологија Џудит Батлер, која е филолог. И можеби баш таа... Со граматиката. Со граматиката, да. Значи, род во македонската граматика, или родот е граматички контекст, машки род, женски род и среден род, кога сакаме за мало дете да прецизираме. Значи, тој социјален конструкт, таа субјективност, тоа лично доживување, се извинувам, ти можеби сакаше нешто да ме прашаш? Повели се надовар за убаво, така што во контекстот на тоа што мислев да прашаме. Темелот на целата ова идеологија е субјективизмот. Јас, кога неколку пати внимателно го гледав филмот "Што е тоа жена", и сега водителот на филмот разговара со еден психијатар кој е припадник на оваа родова идеологија, и сега тој му поставува прашање за тоа што е вистина. Мислам, за објективно осознавање на нештата такви какви што тие се. Тој избегнуваше да прифати дека постои нешто што објективно е вистина. Ќе видите, доколку сте огледале филмот, дека многумина што му одговараат во рамките на Соединетите Американски држави, кога он ќе праша што е жена, многумина му одговараат во рамките на таа идеологија, тоа е моја вистина, моја вистина. Значи, тамо ова идеологија овозможува субјективно доживување на нештата, без одговорност за објективноста и реалноста во која се наоѓа таа личност. Многу интересно кога Мет Волш замина во едно, ајде да кажам, примитивно под наводници, не знам кој е денеска по-примитивен, иако примитив на англиски значи оно што е оригинален и така натаму, кога отиде кај едно афричко племе и кога ги поставуваше овие прашања, тие му се смееа. Зошто? Затоа што во нивниот ментален склоп, во нивниот начин на расудување, постои објективност, постои вистина и таа е таква како што е. Доколку ние се умислиме и доколку ние негираме реалноста таква како што е и вистината така како што е, ние заминуваме во ментално, душевно заболување. Значи, тоа е еден зачеток на едно сериозно ментално, душевно заболување кој води кон личносно растројство, и таквата личност, значи, за оваа проблематика може и психијатрите да говорат, па и ние духовниците, затоа што многу често се соочуваме со личности кои доживеале таква една состојба. Значи, таквите личности од ред причини, надворешни или внатрешни, социјални, психолошки, па зимање на некои субстанци, доаѓаат до состојба кога во нивниот ум нема можност за реално објективно расудување. Тоа е страшно. Знаеш дека сега ќе те обвинат за говор на омраза, така? Не знам, јас говорам во однос на тоа што науката вели и со што јас скоро секојдневно се среќавам. Значи, јас ово не го говорам за луѓе кои се идентификуваат со некаков ваков или онаков род, говорам за луѓе кои имаат проблем во однос на тоа да функционират реално во реалноста и да изградат пристап за објективно расследување и живење или отварање за вистината за таква како што таа е. И сега, ако ние како личности, сега да конкретизирам, ако ние како личности ја прифатиме оваа идеологија, значи целиот свет заминува во една состојба на тотален субјективизам. Повторно ти имаат американците да правиме еден документарец, многу краток документарец, кога
учителката го праша ученикот колку е 2 плюс 2 и тој вели 22. И сега таа вели, не може да биде 22. 2 плюс 2 е еднакво на 4. И таа ги поканува неговите родители и така натаму, и тие доаѓат и сега таа се надева дека родителите ќе обрнат внимание детето да го активира својот осет за објективност, вистина, особено математиката, тоа да има, не е тоа уметност, па да имаме некои субјективни, да, значи таму нешто се така доаѓаат родителите и го оправдуваат своето дете. Потоа одат кај директорот и се жалат на наставничката и така натаму, се да не ви одзема многу време. Значи, ова идеологија и овој пристап кон животот е крајно деструктивен. Значи, јас сум ги истражувал и корените на оваа идеологија. Значи, оваа идеологија има за цел, значи, да создаде, ова со крајна одговорност го говорам, обескорените луѓе, значи, луѓе без корен, без осет за традиција, без осет за одговорност кон себе, кон својот живот, кон својата личност, кон својата духовност. Понатаму, штом ти не можеш да бидеш одговорен за себе си, тогаш не можеш да бидеш одговорен и за другиот до тебе. Конкретно не можеш да изградиш една здрава брачна заедница, да не говорам за семејство, да не говорам за општествена функционалност и така натаму и така натаму. Значи, формирање на едни флуидни, обескоренети личности. Сега, која има таа цел? Зошто некој сака огромен процент од човештвото да бидат вакви? Тоа е веќе една друга тематика и проблематика која завлегува во контекстот на глобалните политички прашања. Се сложуваш со последиците кои што ќе произлезат доколку ова стапи на сцена? Да, и последиците тоа е битно да се назначи затоа што многу луѓе не ги разбираат. Ја во лични разговори имам разговарано и вика добро бе нека си бидат што сакаат, ја не им се мешам у спална и ова и она, затоа што најчесто се поистоветува ова борбата за родова еднаквост со ЛГБТ движењето, тоест различни работи. Последиците значи се девастирачки. Конкретно што можат последиците да настанат? Може да настане прво и основно парализирање на општеството како такво. Не зборам македонското општество, било кое, до американското, германското. Парализирање на општеството како такво да не може да функционира. Потоа второ што ќе настане тотална девастација, рушење на државите, како хиерархиска поставеност, поготово кревка македонска држава како што е, многу лесно ќе се уруши, доколку тоа биде не Боже прифатено. И третата работа што ќе завладее комплетно белата чума, така наречена бела чума, односно растурањето на бракови и нераѓањето на деца, тоа ќе се шири како зараза. Ние затоа што сега гледаме во услови кога имаме многу добра хиерархиска поставеност и многу добро решени меѓуполови односи, па гледаме дека се помал е бројот на бракови, се помал број на новородени деца и така натаму ве првачиња. Сега разбрав дека за 60 и нешто посто паднал бројот на првачиња. Може да замислите ако ова се усвои и ако биде норматив, општествен норматив, тоа ќе биде девастирачки. Меѓутоа, за да биде поблиску до граѓаните, веќе ви кажам конкретни случаи од Канада, еве на пример. Во големи градови во Канада, мислам дека во Ванкувер беше конкретно, се случува ситуација да учител, тоест наставничка во поголеми оделенија, не знам, 4-5 оделение таму, и го прашува детето нешто и детето не одговара на прашањето, почнува да вие. Да. Вие рика, нешто, животински звуци испушта. Да, животински звуци испушта и наставничката го прашува, кажи, одговори, тоа се посилно вие, прави галама и наставничката зима и го брка од час затоа што им пречи на другите деца. Родителите покренуваат тужба против него затоа што таа ги нарушува против наставничката ги нарушува неговите, внимавајте се, неговите родови права. Да. Затоа се чувства како волк, како мечка, не знам, и оно си има право да си рика. Тоа е неговиот начин на говор. Имате друга ситуација каде што е веќе изгубен судски процес, судски спор. Мислам дека исто и тоа во Канада е, каде што наставник, мислам по физичко, има таму одредени тоалети каде машки, каде женски нешто, имаат и за овие среден род, не знам како е таму, меѓутоа детето нема тоалет да оди. И оно трпи во смисол дека физичко штетување, бешигата ќе оштети, и го прашува наставникот зошто трпи, зошто не одиш во тоалет, затоа што вика нема соодветен тоалет за мојот род. Кој е твојот род? Јас сум по род куче или мачка.
И добро, каков сакаш тоалет? Сакам да има песок, да копам, па да извршам нужда во песокот. И бидејќи нема таков тоалет, родителите го тужат училиштето, клубот, наставникот, тоа штети, оштети, илјадници евра, долари плаќат и така натаму. И то буквално го парализира општеството, го девастира, не може да функционира. Може да замислите сега се затвори училиште, се затвара кошаркарски клуб затоа што нема тоалет од песок, детето да рие во песокот. Лјупчо, Работите, можеби само ќе мора да Седино. направиме кратка добро. пауза за рекламите, ќе зборуваме за повеќе Ќе теми. мора се пошто да се надоврзам нова со родот, со Ќе се надоврзаш во добро. продолжението, ќе зборуваме и за моментот кој што мене лично ми изгледа гледано вака и мајки предвид со кого си имаме работа, си имаме работа со оваа влада, дали ова еден дефокус дигресија сега јавноста, ние цела Македонија да се занимаваме општеството со нешто што не треба, при тоа тие протегаат и пробутнуваат нешто што се вика уставни измени, сето тоа што го знаеме за Бехтел и НК веќе не се зборува и Мерко ќе заборавиме каде иде. Значи имаме уште Ја мислам многу дека теми за тоа отворање. претходното е димна бомба, а ова е нешто што сака да Многу помине. димни бомби, тоа е и класика нели на действување. Значи Ќе продолжи. имаме уште многу теми за отворање со нас е Томче Ширков и отец Ивица. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се отец Ивица Тодоров и Томче Ширков. Сакавте да реплицирате на нешто претходно, дали децата се всушност она мета на целата Го оваа отвори приказка? тоа Томче, значи има студии околу тоа за родов идентитет конкретно и во Канада, во Соединетите американски држави, во овој филмот Што е жена, конкретно има едно сведоштво за личност која себе си те доживува како волк. Значи тој е родот што го избира, да се чувствува како волк и е волк. Сега јас предпоставувам, но сигурно гледачите кога не гледат и викаат што зборуваат овие луѓе? Кои се Јас овие? сум Нокен, волк, мотор. Добро, ти си друга, ама не си пород тако. Не си. Сега, вака, значи, сето ова што го зборуваше пред малку Томче и што нашите сограѓани во многу градови на Македонија може да го видат од документариот филм Што е жена, за тоа што се случува во Соединетите американски држави во Канада, тоа го има во предлог законот за родова еднаквост. Конкретно вака, член 4.6. Жени, мажи и лицата со разновидни родови идентитети ги офаќат и лицата до 18 годишна возраст. Значи малолетниците. Значи, Тоа значи, како што е на запад, доколку некој малолетник поради ред психолошки, социјални контексти, да не ги набројам сите, под влијание на оваа идеологија и така натаму, себе си започне да се доживува на друг начин од контекстот кој што реално е тој или таа и така натаму. Например, на запад, сам дека Томче е многу после тоа да ме надополни, на запад им се овозможува промена на полот при што операцијата ја плаќа државата. Например, ако некој девојче сака да стане машко или некој машко сака да стане девојче, операцијата за промена на полот, значи ја плаќа државата. Сега не знам тука како они тоа мислат и кај нас да го направат, и при што родителите немаат право, иако децата се малолетни. Иако децата се малолетни, да влијаат врз изборот на своето дете во однос на тоа кој род тој ќе избере. Сега, значи порано беше со операциона промена на пол со преку операција така натаму. Но сега со новите, како да кажам, джендер моменти на джендер родовата идеологија сега не мора да се менува родот со операција. Само со тоа што личноста ќе декларира, без разлика на незината биолошка возраст. Само со тоа што ќе декларира дека се чувствува така и така, тоа треба да биде прифатено како објективна реалност и за луѓето во контекст на таа личност. Понатаму, член 4.7. Жени и мажи. Значи, ова
ова дефиниција за жени и мажи се однесува и на трансродовите лица кои така се идентификуваат. Тоа значи дека машко кое прифаќа и субјективно себе се доживува како жена, објективно во рамките на државата станува жена. И целата држава, целата државна институција, целото општество, таа индивидуа треба да ја доживува како жена во рамките на И овој може закон. да плива за машката репрезентација. И може да, како што е на Запад, има веќе проблем. Така. Многу жени тука реагираат во однос на таа нерамноправност со трансмажите, односно трансжените од мажи кои станале жени, затоа што тие не можат да учествуваат, да се надпреваруваат заедно со маж кој се доживува себе си како жена, и тука има еден куп други злоупотреби. И уште член 4.8. Лице со разновидни родови идентитети. Значи, е секое лице кое не се идентификува во бинарните идентитети на маж и жена. Значи, тука не ги набројуваат родовите идентитети. Значи, тој има безброј. Колку луѓе, толку родови идентитети. А ги офаќа и трансродовите лица, транссексуалците, интерсексуалците, родово небинарните лица и така натаму. Дополнувајќи ги со овие. Значи, тука се отвора можност за тотална субјективизација на само себе доживувањето. Значи, сето ова го овозможува овој закон за родова еднаквост. И сега, јас отворено ги повикувам луѓето, без разлика дали се чувствуваат како верници, дали се христијани, муслимани, дали се ова или она и така натаму. Но луѓето, особено од интелектуалната фела, од медицинската фела, социолози, психолози, психијатри и така натаму, сериозно да го прифатат предизвикот на овој предлог закон за родова еднаквост. Затоа што со прифаќањето на овој закон ќе биде загрозено целото општество. Целото општество ќе биде загрозено и ќе биде загрозена суштината, реалноста на она што ние до сега сме го разбирале и сме го доживувале како вистина, а вистина која со илјадници години е докажана дека е таква како што е. Имавме една ситуација, се викаше корона, знаеме кој профитираше од тоа. Дали ова и позадината на сето ова, според многумина како што мислат, сепак е фармацевската индустрија. Тука не зборуваме за милиони, зборуваме за милиарди, тешки милиарди. Настрана оние глобални теории, нели, кои што се околу намалувањето на бројот на човештвото и сето тоа. Но дали на крајот на краиштата, еве, добро го познаваш ова поле, сепак на крајот на краиштата стојат тешките, богатите, да не речам оние што владеат со светот фармацевски компании. Па да, конкретно, например, се поврзува одредени активности на одредени фармацевски фирми. Сега не би сакал да ме тужат да спомнувам имиња, меѓутоа конкретно и со многу големи јаки фондации се поврзува со BlackRock и така натаму. Да, на крајот на денот во играта се пари, милиони, милиарди. Сега главната поента е што основно за вртењето на парите е да се доведе да настане ситуација на декриминализација. Декриминализација на она што доскоро било злостој против човештвото. Најголемите криминали е, например, вие да му одсечете, односно извадите здрави органи на човек или на дете. Просто те прекинувам, Илон Маск кажа, предложи, ќе се бори за тоа, секој родител што ќе дозволи промена на пол на сопственото малолетно дете да добие доживотен затвор, истото го тера и Десантис, така што ова не е нешто ново што го зборуваме, но е реално, нели? Па тоа е многу одамна така, со илјадници години, значи конкретно отстранување на здрави полови органи се подразбира под кастрација. Кај жената тоа е да се произведе нимфоманка, односно сексуален роб, а кај мажот е да се произведе евнух, односно послушно некое бесполово битие. И тоа, да речеме, насилната или кастрација предизвикана од заведување, со илјадници години подлежала на смртна казна. Ако вие излажете дете да го кастрирате на превара, на лага, тоа подлежало на смртна казна. И ден денес во арапските земји, мислам дека во Саудиска Арабија, во Пакистан, ако вие излажете дете да го кастрирате, поготово ако е девојче, за да го кастрирате за сексуална робинка, вие подлежите на смртна казна. Значи, во многу земји во светот, денеска во 2023, тоа е, да речем, катастрофален криминал. Сега, главната поента е за да се дојде до парите, да се направи
декриминализација, односно легалитет на овие поимови, да може да се вадат здрави органи на млади луѓе. Сега не знам како планираме ние тоа во Македонија да го изведеме, затоа што ние немаме пари за болни органи операција да вадиме. И најчесто операциите ги вршиме со СМС, со пораки, со донации. Спасуваме децата или не ги спасуваме? Најчесто не ги спасуваме. Задоцниле парите, задоцниле средствата. Сега ние кога немаме пари да извршиме операција за вадење на болни органи, како ли планираат да изведат здрави органи да вадат? И тоа ние треба да го платиме како буџетски дополнувачи на буџетот, тоа не знам како планираат да го изведат. А тука се милиарди. И сега втората декриминализација што е многу битно да се направи е хормонална терапија. А хормоналната терапија, како што знаете, е многу скапа и што е многу битно предизвикува страшни катастрофални последици и е иреверзибилна, односно неповратна. Што ќе рече дека кога ќе прими детето, најчесто станува збор за дете, тоа се вика конвергентна терапија, да конвергира од машко во женско или во некаков род, и оно му се нарушува, значи прво имунитетот му паѓа. Второ настанува крајно извотрување на локомоторниот систем, на коските и на мускулатурата. Например, женско има карлици, она природно ја шири карлицата. Они мора да преземат зафати, механички да намалуваат. Има адамово јаболко, мора операција на грлото, гласни жици, тешки комбинаторики. И од кога ќе ја испие хормоналната терапија, тотално се нарушува целиот локомоторен систем, делува на психата и најчесто таквите деца во голем процент, не знам колку, 30% прибегнуваат кон самоубиство. Кога ќе свати што направил, дека е ни машко, ни женско ниво, прибегнуваат кон самоубиство. Меѓутоа, за жал, ние знаеме веќе многу земји, конкретно предничи Калифорнија во тоа, мислам дека и во Милвоки имаше, мислам дека има случаи и во Шведска и така натаму, каде што веќе се прават операции и тоа се огромни пари и децата се, чим има мал проблем некој психолошки, дете го оставил дечко, го вика, па тебе може да остави затоа што ти не си девојче, ти си во машко, во женско тело и тие финти, и само за да прибегне кон хормонална терапија. И што е уште пострашно, се отвара уште еден момент на декриминализација на хормоналната терапија, односно на стероидите во спортот. Затоа што, например, ако до сега, фатат некој, например, тркач на 100 метра, дека се боцка дураволин, и он го дисквалификува затоа што зима стероиди. Сега ќе рече, извини, ја не се боцкам за да трчам побрзо, ја се боцкам за да бидам поубава жена, за да ми се врати женственоста, естрогените хормони, и он ќе си победува, ќе си трча за 9 секунди. Тотален хаос тука настанува со таа цел што ќе биде легално, ќе не мора да ги плаќа, да речеме, хормоните 50.000 евра, ќе си ги купи како терапија, односно на рецепт, ние ќе му ги платиме, ќе оди ќе си ги земе на рецепт. Предупредивте и во вашето писание, кое што се споделуваше многу на социјалните мрежи, дека овие работи ќе поттикнат силни општествени судири и проблеми меѓу луѓето, бидејќи менталитетски и сето ова е научна фантастика за Македонија, како и многу работи. Зошто не остават едноставно да пораснеме и ако доаѓаат тие работи веќе нека дојдат поблаго, како што дојде и многу други, туку вака наеднаш некој ја втурнува Македонија и македонското општество во оваа приказна. Ти си водител, ја не сум водител, но ќе ти поставам едно прашање. Кој тоа е наметнува оваа игра? И кој тоа нас не остава на мир? И зошто? Дел од глобалната шема? Тоа е, па што никој овде во Македонија не ја отвара оваа иницијатива. Таа иницијатива е отворена преку неколку невладини организации тука во Македонија, кои имаат влијание врз неколку и некоја политичка партија, сега да не именувам и така натаму. Добро, власта да не се лажеме. Па добро се знае кој е на власт и така натаму. Значи, никој нас нема да не остави на мира, затоа што во овој свет нема празен простор. Значи, во овој свет се води духовна битка, војна, сериозна духовна војна, во која има многу битки. Ова е една од битките. Тоа дека да не остави некој да пораснеме. Значи, ако пораснеш, ќе бидеш свој. Ако бидеш свој, тогаш не може некој да те манипулира, ќе созрееш. Значи, многу е полесно, како едно мало дрвце, кога дрвцето е мало да земеш да го скршиш, ако порасне дрвото. Аналогија со децата за кои што Па и за децата и за општеството. Но сакав да пошто Елон Маск го спомнавте, тој на Твитер постираше дел од припадници на родовата идеологија, LGBT парада ли беше така натаму, каде што ти извикува
дека некој кој треба да биде следен се децата. Сам парафризирам, не можам точно да се сетам како беше. Односно, Доаѓаме по вашите деца. доаѓаме по вашите деца. Благодарам тоа. Така е хаштагот, да. Да, доаѓаме по вашите деца. Сега, значи, По моите нема разлика. значи сега во рамките на оваа родова идеологија, јас сега да не ги читам сите овие точки кои се карактеристиките на родовата идеологија, но една од главните карактеристики е прифаќање на различните сексуални склоности. Сега вака, Но знаеш дека на удар на новата шема со трансџендерите се токму и ЛГБТ заедницата е удрена директно, конкретно и тие се наоѓаат под притисок на оваа нова идеологија која што е буквално понова од Вака, сето. ја можам да прецизирам, пошто се занимавам околу оваа проблематика. Конзервативните и традиционални веќе хомосексуалци, значи оние класични хомосексуалци, секогаш имале луѓе кои имале ваква или онаква сексуална ориентација во историјата, зошто и како тоа е една ова друга тема и така натаму и така натаму. Значи, ова со родовата идеологија нема врска со хомосексуализмот. Нема врска. Ова е нешто што е крајно проблематично гледано од сите аспекти на досегашното искуство на човештвото. Значи, човештвото никогаш немало ваков проблем. Значи, сега, прифаќање на различните сексуални склоности. Сега вака, значи, имаме луѓе кои функционираат во рамките на она што ние го разбираме како нормално и имаат нормални сексуални или полови склоности. Сега, плюс-минус, ние знаеме што е тоа нормално, но има и ненормални. Значи, има и сексуални склоности кои се крајно проблематични. Внимавај на секој збор, знаеш дека сме не следат и Да. дека говорот Да. омраза е Например, добар ден за некого, да. замислете сега, ако се отвара можноста да се прифати сексуалната склоност за малолетни деца, тоа е педофилија, значи, ако човештвото реши тоа да го озакони, тогаш каде одиме ние како човештво? На кој степен на еволуција сме ние? На кој степен на духовно осознавање на вистината, на реалноста? Кои се нашите плодови на здравост, на убавината, на оригиналноста на постоењето? Јас овие филозофски прашања ги поставувам. Јас не како теолог, пред се и над се, како филозоф и како естетичар влегувам во оваа проблематика. Но и владиката Јаков го постави така, веќе е мета на удар пред комисија за антидискриминација. Вака сега види, пред да влеземе Лучо, во студиото испадна како Значи, види, Христос вели вака, кој сака да биде мој ученик, нека го земе крстот свој и нека тргне по мене. Тоа значи дека секој од нас го носи својот крст. И сега, суштината сега на нашиот живот во овој свет, говорев пред малку за таа духовна војна и многуте духовни битки во оваа духовна војна, помеѓу доброто и злото, помеѓу вистината и лагата, битно е човек што ќе избере, Љупчо. Што ќе избере? Дали ќе избере вистината или ќе избере лагата? Дали ќе го избере доброто или ќе го избере злото? Дали ќе го избере нормалното или ќе го избере ненормалното? Јас кога постирав сега ова што е од нашата помесна црква околу повикот за 29-ти, еден напишал, го репостирал и напишал: докрај не разбирам за што се случува, но знам на која страна сум. Значи, веќе луѓето од внатре, интуитивно, разбираат дека се работи за нешто крајно проблематично. Нешто што оди во суштината, во коренот на нашето битисување како луѓе. Не мислиш еве за крај нека биде тоа накусот и Тонче ќе го замолам подолго, дека ова е еден вид на дигресија, е дефокус од сето она што ни се случува. Општеството е обременето, особено со овие безобразни, тотално непотребни, диктаторски наметнати уставни измени. Зборуваме за Бехтел и Јенка кој што веќе го снема од радарот затоа што се занимаваме со уставните измени, се занимаваме со мерко, со корупцијата, она што се рак раните на македонското општество, оваа гарнитура која што на заминување остава кукавичи јајца, дали можеби и ова го остава како кукавичје јајце, овие предлог, закони и се, дали ова дефокус или пак дефокус се овие другите работи? Значи, не, вака има и дефокуси, но има и нешта кои, например, корупцијата е сериозен проблем во нашето општество и по мене со ист набој на деструкција како и овој закон. Значи, таму кај што има корупција, не се надева и на иднина. Така, што знае дете што се 30 милиони, така? Да не отвараме сега теми, значи, реков пред малку, секој од нас одговара пред својата совест
пред својата свесност, одговара во однос на луѓето околу себе, одговара во однос на овој свет и одговара во однос на Творецот. Многу е битно што ќе избереме. Многу е битно. Значи, тоа е суштински аспект. Сега, доколку, со ова завршуваме така, значи од моја страна, доколку, упатувам повик од моја страна, и како православен христијанин, и како свештенослужител, и како македонец, и како маж, и како родител, и како човек што го сака овој свој народ, сета ова Македонија, повикот е овај: доколку ја избирате вистинската страна, страната на вистината, на доброто, на нормалното, на здравото, на животот и иднината, вашето место на 29.6.2023 година е пред платото на соборниот храм Свети Климент Охридски. Таму сите да засведочиме дека веќе не сакаме некој да си игра со нас и дека ќе почнеме ние како созреани личности и како созреан народ и како автокефална црква и како воиднина и достоинствена држава, ние суверено да си ги земеме нештата во однос на нас во своји раце. Томче, дали мислиш дека ова е дефокус ова што ни се случува или е дел од оние девијации кои што постојано го напаѓаат ова и онака кревко општество разорено на сите страни од многу страни? Има и од двете вистина. Моето лично мислење е дека да, е театар, затоа што можеби се свесни дека нема да помине ова во Македонија. Затоа што, ако ништо друго, муслиманите се ептен против ова, ама они се буквално на линија на граѓанска... Јас се слушувам, брат Томче, со тебе, затоа што јас не слушнав ни еден глас. Да, исламската верска заедница се заедно со Македонската православна црква и останатите се против, но јас, ни интелектуалци, не слушам дека нешто реагираат. Да, точно тоа ми беше поентата. Сакам, значи, да прецизирам дека ние треба да бидеме свесни дека кога помина северна, после се лесно ќе поминува. Значи северна не помина. На таа карта игра? Да, ние знаеме дека северна не помина. Ама они го терат како да помина. Да, северна пазари си печатат, прават веле предавства и криминали за кои што е предвидена долгогодишна затворска казна. И на тој принцип они терат, односно мислам дека терат по принципот АПП, ако пројде, пројде. А ако не пројде, супер, ќе му оставиме жежо костен на тие следните што ќе дојдат, па они нека си кршат глава. Ајде да не видат, да не може да пркнат. Значи, са овој закон кој ќе го даде, тоа ќе се шири како зараза. Кој ќе може да најде решение после овој закон? А ако пројде... Коцката е фрлена. Така. Односно, духот е излезен од Аладиновата ламба од шишот и после оди врати го. Дедо ми Бог да го прости, велеше бе сине, вика, еден будала ќе фрли камен во бунар, после 100 памети не може да го извадат. По тој принцип одат. Меѓутоа, што е поентата? Поентата е дека играта е многу подлабока, односно не е играта македонското општество. Значи, како што во претходната точка говоревме, дека има една општа глобална тенденција за декриминализација на криминалите, меѓутоа има и глобална тенденција за криминализација на светите нешта, возвишените, торжествените нешта. Значи, вие имате криминализација и се почесте криминализацијата од овие групи. Глобална криминализација на поимот мајка. Таа веќе не била мајка, таа била производител на нови луѓе. Производител на нови луѓе. Таа веќе Павечка лента тоа. Нешто така. Таа веќе немала матка, односно родилни канали, него имала предна шуплина за производство на дете. Предна шуплина за производство на дете. Ноторни глупости, значи. Сега, ако одиме и, например, имаат они криминализација и сатанизација на секој возвишен поим. Например, вие ако кажете, јас сум достоинствен маж, се гордеам со својата мажественост. Како бе се гордиш со својата мажественост? Не може ти да се гордиш. Ти немаш пенис. Ти имаш преден мускул, родово неутрален мускул, како се вика там. Глупости ноторни. Да. Тоа се ноторни глупости. Сега, главната поента е од каде потекнува ова. Значи, многу луѓе имаат кршено копје ова, научници сериозни, психолози, психијатри, и тие се занимавале дали ова родова идеологија потекнува од класични болести.
Односно, дали потекнува од есен диагноза, шизофренија, манија и така натаму, односно психолошки нарушувања, меѓутоа се дошло до заклучок дека психијатријата овде кренала раце. И докторите кренале раце, и психолозите и така натаму, и најчесто ваквите случаи, поготово во случаи кои што имаат мултиполарен родов идентитет, или тоа се вика мултиполарна личност, односно час се чувствува маж, час жена, час дрво, час пеперутка, и најчесто тие што бараат личности кои што бараат да им се обраќа со множина. Вие, меѓутоа не вие како ројалити, како вие ваше височество, не, него вие кои што сте повеќе личности во едно тело. И тука веќе психологијата крева раце, не се сретнала со ваков феномен и тие ги препушта на црквата. И главната поента е што црквата многу долго се занимава со оваа проблематика и тука веќе црквата приоѓа кон молитви, кон светеле, миропомазани и така натаму, меѓутоа станува збор за биде запознато за широки јавни маси, тоа е веќе екзорцизам, односно демонопрогонение. Значи дека главната позадина на таквата длабочина, кога едно тело има повеќе личности, не може да од оваа природа, од овој свет. Значи дека тие личностите, тука треба добро да се размисли од која природа се тие личностите. Говор на омраза знаеш дека ти се подготвува. Во ретама, ја не сум го измислила, го пишува во Библија. Јас се што да правам, го пишува во сите свети списи. Го пишува во Куран, го пишува во... Значи кога едно тело, се знае тоа е ноторен факт. Едно тело може да има една личност. Ако едно тело има повеќе личности, се наметнува прашањето чиви се тие личности и дали се тие овоземни личности, од каде доаѓаат тие личности. Во тоа светло треба да се разгледува и целата идеологија која што залага дека едно тело може да има повеќе личности. Предпоставам ќе бидеш дел од протестот. Да, секако. Јас ќе ве следам. Само да не заборавам, пошто многу луѓе ми го поставија прашањето за тоа што е жена. Замислете кога сме дошли ние на тоа дереч. Да разговараме што е жена, само сакам да кажам дека филмот што е тоа жена ќе се емитува во Скопје на 36 во 19 часот во Домот на културата Димитар Влахов во Автокоманда. Гази Баба. Да, општина Гази Баба во Автокоманда за биде во организација на Коалиција за заштита на децата и манастир, односно фондација Елеуса, така да погледајте го, да не мора да го барате по интернет и секако дојдете на протестот на платото пред Соборниот храм. Така, јас ќе ве следам, имам емисија во четврток. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодариме на поканата. Благодариме на можност. Се надевам дека бевме интересни и полезни за слушање. Така, ви благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас и имајќи предвид што се случува околу нас. Чувајте се и вие и семејствата. Многу.